Добар ден, ученици, и добро дојдовте во денешната училница. Јас се викам Олга Добровска и предавам македонски јазик во Основното училиште Стив Наумов во Скопје. Денешната лекција е наменета за учениците од 7 одделение. Насловот е Степенување на придавките. Кои се целите на денешниот час? Ученикот треба да ги прошири знаењата за придавките, да знае што е степенување на придавките и да умее да степенува придавки. Но, најпрво да се подсетиме. Што се тоа придавки? Придавките се зборови со кои се означуваат некакви карактеристики на предметите, суштествата и појавите. Според видот, придавките можат да бидат описни, односни, бројни и заменски. За денешниот час, особено ќе се задржиме на описните придавки, бидејќи токму тие се оние кои може да се степенуваат. Описните придавки ги опишуваат предметите и појавите. Што може да се искаже со описните придавки? Димензии, како висок, широк, низок, вкус, солен, благ, например, физички и хемиски својства, како мазен, мек, растворлив, или пак карактеристики на личноста, весел, бавен и така натаму. Во следните реченици ќе забележиме како една иста придавка ја променила својата форма. Првата реченица: тој е весело дете. Во втората реченица: тој е повесело дете. И третата реченица, истата придавка весело, добила поинаква форма. Тој е највесело дете. Односно, овде се случило степенување. Степенувана е описната придавка весело. Описните придавки може да го изразат својството на степен на придавката. Односно, степенот на својство на предметот или суштеството изразено со именката. Придавката ја менува својата форма на тој начин што се додава представката, односно зборчињата по и нај. На тој начин се добива формата во случајот од весело, повесело или пак највесело. Во овие реченици ќе забележиме како дошло до степенување. Изедов големо јаболко, изедов поголемо јаболко, изедов најголемо јаболко. Еве еден шематски приказ на тоа како една придавка ја менува својата форма, односно од позитив преминува во компаратив па во суперлатив. Описните придавки изразуваат својства на предметот, на суштествата или на појавата, во поголем или во помал степен. И ова се нарекува степенување на придавките. Повторно еден начин на кој малку поопширно ќе забележиме како настанало степенувањето. Основната форма на придавката без никакви додатоци се нарекува позитив. Например, среќен, мил, насмеан. Првиот степен на придавката се нарекува компаратив, кога се додава по. Посреќен, помил или пак понасмеан. Вториот степен на придавката се нарекува суперлатив, со додавање на представката нај, па се добива најсреќен, најмил или најнасмеан. Мора да го учиме како се запишуваат ваквите представки по и нај. Пред описната придавка по и нај секогаш се пишуваат слеано со придавката. Во следните реченици ќе забележиме како не треба да ги степенуваме придавките. Односно, една материјална и една присвојна придавка, а знаеме дека само описните придавки се степенуваат. Па да видиме. Во паркот седевме на дрвена клупа. Употребена е материјалната придавка дрвена. А потоа во следните две реченици забележуваме степенување, но тоа е погрешно. Во паркот седевме на подрвена клупа или пак во паркот седевме на најдрвена клупа.
Не е возможно да се степенуваат материјалните придавки. Останува само првата форма во позитив. Или пак, тој е бабино внуче, употребена е присвојната придавка бабино, па се добива тој е побабино внуче и тој е најбабино внуче. Вториот и третиот случај се погрешни. Еве една вежба со која ќе си ги утврдите знаењата стекнати на денешниот час. Степенувајте ги придавките наведени во табелата. Придавките во позитив сместете ги во табелата во компаратив и суперлатив. И на тој начин ќе го учите како сте ја сватиле денешната наставна содржина. Придавките во позитив се тенко, тивок, лоша, црн, лесен, умна и стар. Со ова завршува денешната лекција. До следно видување во e-училница.